денеска во делот на она што се однесува во делот на кворумот, денеска имаме неколку седници тука, ќе се потврди дека парламентарното мнозинство е стабилно, дека има кворум и дека ќе бидат донесени сите оние закони кои што во временски период не беа донесени. Лицемерието на ВМРО-ДПМН конкретно морам да го пренесам со оглед на тоа дека сум председател на комисијата за одбрана и безбедност во делот на законот за служба во армијата. Зошто? Затоа што на последната седница кога требаше законот да биде изгласен, во собранието имаше 58 пратеници, а цела пратеничка група од ВМРО-ДПМН беше надвор. За после 2 дена душегрижнички колегата Ковачки да излези да критикува зошто не бил донесен законот. Тој истиот Ковачки поради кого не беше донесен законот за служба во армијата пред една година. Пред една година истиот тој закон беше ставен во процедура и една година беа спречени припадниците на армијата да ги користат сите оние бенефити кои што се унесува и беа вклучени во делот на законот за служба во армијата. Зошто? Затоа што ВМРО-ДПМН тогаш во тој момент немаше ниту активен бојкот, немаше ниту никаква најава за некаков бојкот, туку ВМРО-ДПМН во континуитет во бојкот во собранието и понесува 2000 амандмани пред една година кога Ковачки не беше пратеник за да го заштитат него во делот на законот каде што беше предвидено дека припадници на армијата не смеат да бидат носители на високи партиски функции во политичките партии. Таа е вистината во делот на тоа како ВМРО-ДПМН се однесува. Што се однесува до одлуката на парламентарното мнозинство, ние денес имаме неколку седници каде што ќе се изгласат сите оние закони кои што не беа изгласени во минатиот временски период. Очекувам, уште еднаш ќе потврдам дека ВМРО-ДПМН апелираме до ВМРО-ДПМН да се свести во една ваква ситуација да излези надвор од тестопартиските интереси, заштита на криминалот во нивната политичка партија и да биде тука во собранието да се носат одлуки исклучително во интерес на граѓаните и ништо друго.